Ваше високо преподобие, почитуван господине Мицкоски, почитувани браќа и сестри македонци и македонки, почитувани гости, Ваши екселенции. Ке се обидам да го задржам вашето внимание накусо. Јас сум последни говорник од програмата, веднаш почнува културната програма. Се што организиравме за овие 2 дена, денес и утре, е премногу скромно, затоа што владата ја отврли поканата да се одбележи заеднички петтата средба, не додели ни скршен денар, а на 19 и 20 си организира паралелна средба. Што ќе им каже Заев, Господ знае. Меѓутоа видовме. Годинава одбележуваме 70 години од прогонството на околу 28.000 деца од егејскиот дел на Македонија под юрисдикција на Грција, кои за време на граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година беа насилно оттргнати од своите родители и родни домови и префрлени во повеќе источноевропски земји и во републиките на поранешна Југославија. Тоа беше дел од систематското етничко чистење на тина врз македонскиот народ и Македонија. По нормализирањето на ситуацијата од 1955 до 1975 година, децата по род Грци се враќаат во Грција, а насилно протераните 17.000 деца по род македонци се преселени во Република Македонија. Некои од нив се вратиле во Грција, други отишле во Соединетите Американски држави, Канада, Австралија, а мал број останале и во земјите каде што престојувале. Во земјите каде продолжили да живеат, формирале своји здруженија, преку кои ги одржувале и ги одржуваат се уште меѓусебните средби и врски. По нивна иницијатива во 1988 година во Скопје беше организирана првата светска средба на децата бегалци, во 1998 година втората, во 2003 третата, а во 2008 четвртата. За жал во организацијата на оваа петта поред светска средба, владата ги злоупотреби насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија за време на граѓанската војна во Грција, без обид ниту да сослуша, го елиминира Сојузот на Сдруженијата на македонците од егејскиот дел на Македонија Македон, во кој што се обединете 17 здруженија и прифати покровителство на паралелна средба, внесувајќи раскол наместо помирување и обединување, откако со спогодбата Димитров-Кодзијас ги избриша македонците од егејскиот дел на Македонија во светот и во републиката воопшто. И покрај се, нашата порака е мир и љубов меѓу народите и државите во светот, биле војни да не се повторат. Истовремено, упатуваме силен протест против дискриминаторските мерки на грчките власти, на кои се изложени цели 70 години до денес. Почитувани браќа и сестри македонци, во ноември-декември 1947 година, раководството на Комунистичката партија на Грција и на привремената демократска влада на Грција се обратија со молба до владите на Албанија, Југославија, Романија, Унгарија, Чехословачка, подосна и до Полска, привремено да ги примат децата од ослободените или полуослободени територии. По добивањето позитивен одговор во селата на Костурско, Леринско и Воденско, по налог на привремената влада, повереници на НОФ и АФЖ, со помош на околиските и селските народни одбори, почнаа систематска и организирана акција меѓу родителите и роднините, со цел да ја објаснат потребата од заминување на децата во странство, каде ќе им биде обезбеден мирен живот и услови за продолжување на образованието. Во март-април 1948 година, со привремената демократска влада и помош на единиците на ДАК, во социјалистичките земји беа испратени 28.000 деца. Сите тие беа деца на партизани или на блиски роднини и во основа потекнуваат од областа Македонија и Епир под контрола на ДАК.
Во првата акција за заминување на децата, која заврши кон крајот на февруари 1948 година, од 70 сел од егејскиот дел на Македонија беа запишени околу 12.000 македонци. Според податоците на Југословенскиот Црвен крст, во периодот од 30 март до 22 април 1948 година, Југославија прифати околу 14.000 деца, згрижени во домовите на Црвениот крст, а 11.934 во март-април 1948 година беа упатени во Чехословачка 2492 деца, Романија 3300 деца, Унгарија 2254 деца и во декември 1948 година дополнително испратени во Романија 3105 деца, во Унгарија 783 и во Источна Германија 120. Од 1940 до 1949 година, за време на Втората светска војна и за време на граѓанската војна во Грција, убиени се 20.000, а околу 20.000 се раселени во други области во Грција. По поразот на ДАК, 70.000 лица, од кои 40.000 до 41.000 македонци по род, биле принудени да ги напуштат своите домови и да најдат засолниште во Република Македонија, во источноевропските земји и во Узбекистан. По завршувањето на граѓанската војна, околу 12.000 партизани, борци на ДАК, биле во Ташкент, главниот град на Советскиот Узбекистан. Како последица на граѓанската војна во Грција, повеќе населени места беа настрадани, разорени, опустошени, срамнети со земја, напуштени, а некои од нив и целосно згаснати. Денационализацијата, погрчувањето, прогонството и иселувањето на македонците по род продолжило пред и во текот на граѓанската војна во Грција, но до денес сето тоа не престанало. Се предпоставува дека од крајот на Втората светска војна и почетокот на граѓанската војна во Грција, како и наредните децени, само од егејскиот дел на Македонија емигрирале околу 40.000 македонци по род. Почитувани браќа и сестри македонци и македонки, не смееме да заборавиме дека не е до името на државата, туку до окупацијата врз Македонија и геноцидот врз македонскиот народ. Како сведоштво на нашето постоење, како председател на секретаријатот на оваа светска средба, имам чест да ја прочитам декларацијата од оваа светска средба која што ќе биде соодветно упатена.